Во ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и ја одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Град Скопје ќе се номинира за титулата Европска престолнина на културата во 2028 година. Општина Ѓорче Петров ќе субвенционира фасади и покриви на згради. Пипер ќе заева Рима, но нема кој да ги купува. Реконструкција на булеварот Партизански одреди во Влае. Град Скопје пред неколку години почна иницијатива, а денеска и официјално објави одлука за номинирање на Скопје како можен кандидат за титулата на Европската комисија Европска престолнина на културата. Градоначалникот Петре Шелегов рече дека сите активности на градот, како што е реновирањето на универзалната сала, ќе бидат насочени кон целта Скопје во 2028 година да биде Европска престолнина на културата. Посочи дека процесот на површина ќе извади досега маргинализирани сегменти на културата, многу места кои се култни на свој начин и си ја означувале различноста и индивидуалноста на луѓето да се вратат во фокусот на културниот живот на градот и ќе треба да бидат надминати постојните стереотипи и поделби. 2028 брзо ќе дојде и ќе помине. Но она што овој град ќе го добие како наследство од сето тоа, ќе трае децении понатаму. Скопје и неговите граѓани, Скопје и културните работници во Скопје ќе сторат се оваа наша апликација да стане реалност. Јас искрено верувам дека во 2028 Скопје ќе биде Европска престолнина на културата. И ќе се брои во редот на Ливерпул, Даблин, Амстердам, Мадрид, Истанбул, Копенхаген. Речи си да нема главен град во Европа кој што не бил кандидат за овој престижен статус. Програмата е сложена и бара 3 до 4 години за подготовка на апликацијата. Процесот на селекција трае 2 години, а одлуката за титулата се носи 4 години пред почетокот на манифестацијата. Стратешкиот координатор на процесот, Роберт Алагјозовски, посочи дека Скопје мора да доживее трансформација, да добие уште повеќе културни институции, да ја зајакне независната културна сцена и граѓанските организации и да постигне поголема вклученост на сите граѓани. Градот Скопје ќе се вклучи во најголемата, најкомплексната и најреномираната европска програма од областа на културата. Дека Скопје ќе се надпреварува да ја освои титулата Европска престолнина на културата. Титула која носи престиж не само во европски, туку и во глобални рамки. Титула која го става градот на мапата на првата лига од културни градови. Титула која носи туристи, посетители, културни професионалци, која носи нови финансиски средства, отвара можности за регенерација на културните простори, создава нови културни центри, галерии и нови јавни простори. Културата се повеќе зазема важно место во развојот на градовите, но и представува двигател на урбаниот, социјалниот и економски развој. Искуството од досегашните европски престолнини на културата вели дека за секое вложено евро во градот ќе се враќаат неколкократно повеќе. Токму затоа, оваа титула ќе значи изголемен број на странски туристи и изголемена економска активност во градот. Викендов на падините на Скопска Црна Гора за прв пат ќе се одржи планинска трка Раштак Трейл. Трката е во организација на општина Газибаба и маратон клуб Делта, а на неа учество може да земат полупрофесионалци, аматери и рекреативци. А предвидено е и присуство на VIP учесници од дипломатскиот кор. Стартот на трката ќе биде внедела во населеното место Раштак на последната автобуска станица на автобусот број 65 во рамки на основното училиште Наум Охридски. Општината за сите заинтересирани обезбеди и организиран превоз. Поделени во 3 категории. И тоа, професионални учесници на планинска патека од 13,5 км должина, полупрофесионалци, аматери и рекреативци на планинска патека од 6,7 км должина и VIP учесници од дипломатскиот кор на планинска патека од 2 км должина. За сите учесници што сакаат да земат активно учество на планинската трка Раштак Трейл, ќе биде обезбеден и автобуски превоз во недела во 7:30 часот, почетна станица пред
Holiday Inn хотелот со попатни точки кај плоштадот Авионче во аеродром, на автобуската кај Алкалоид во автокоманда, кај Макоил и бензинската пумпа во Ченто и на последната 45-ка во Ченто. Целта на овој спортски настан, како што рече Трајче Панковскиот маратон клуб Делта, е да се доживеат убавините на Скопска Црна Гора, како и да се наметне спортската култура кај граѓаните, без разлика на возраста. Изминатиот период, подготвувајќи ја оваа трка почетна, видовме дека Скопска Црна Гора изобилува со капацитети, значи со патеки, со природни убавини, шуми, вода, кај што може да се организираат навистина убави и големи трки во иднина. Така да ми е драго и ги поканувам сите заинтересирани кои што сакаат да го пробаат овој нов и здрав спорт, да дојдат, да се пријават и да учествуваат на оваа трка. Така ги дизајниравме трките за првата година да бидат релативно поедноставни, односно полесни. Почетокот е на 600 и нешто метри, 610 отприлика метри надморска височина во Раштак и се оди до 850 метри надморска височина. Значи не е многу тешка трката, така да и почетници можат делумно со трчање, делумно со одење да ја завршат, како за прв пат, па тие што се поискусните ќе прават 2 круга, значи тие ќе направат 13,5 км со вкупно 600 метри висинско искачување и тие исто така, значи ќе се запознаат при тоа со убавините на тој дел од Скопска Црна Гора. Планот ни е во иднина овие трки да ги зголемуваме по должина и да се запознаваат луѓето и со останатите делови од Скопска Црна Гора во околината на другите села. За најдобрите учесници на трката ќе бидат обезбедени и символични парични награди, а најавена е и културно-уметничка програма на самиот старт. Општина Ѓорче Петров распиша јавен повик за субвенционирање и поддршка на стамбени згради за колективното домување со проектот Енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров. Субвенционирањето и поддршката ќе се врши со средства од буџетот на општината за 2018 година. Предмет на јавниот повик е субвенционирање и поддршка на заедници на сопственици или овластени управители на стамбени згради за колективно домување во општина Ѓорче Петров, за инвестиции со мерки за енергетска ефикасност во заедничките делови на зградите за колективно домување, во делот на енергетски ефикасна фасада и енергетски ефикасен кров. Субвенционирањето ќе биде поддржано со финансиски средства од буџетот на општина Ѓорче Петров во висина од 30%, но не повеќе од 1 милион денари од вкупниот износ на вредноста на инвестицијата за секоја одобрена апликација. Право на учество на јавниот повик имаат сите заедници на сопственици или управители на стамбени згради за колективно домување во општина Ѓорче Петров, кои се евидентирани во регистарот на стамбени згради во општината и немаат долгови. Услови и критериуми за учество на јавниот повик кои треба да бидат целосно исполнети од страна на потенцијалните корисници за субвенционирање се стамбените згради за колективно домување да бидат постари од 25 години, да имаат минимум 51% од сопствениците на стамбените единици потпишана изјава за учество во проектот Енергетски ефикасни домови со мерки за енергетска ефикасност, за делови со заедничка сопственост на фасада и кров од стамбените згради. Да имаат минимум 70% од сопствениците на стамбените единици потпишано за сопствено учество во проектот, одлука за реновирање на зграда и имотен лист. Апликацијата за проектот Енергетски ефикасни домови во општина Ѓорче Петров може да се подигне во архивата на општината или на официјалната веб страна opštinagpetrov.gov.mk. Јавниот повик трае до 30 септември оваа година. Пријавите треба да се достават до општина Ѓорче Петров најдосна до 30 септември до 15 часот на последниот ден од завршувањето на јавниот повик. Реализацијата на капиталните инвестиции на Министерството за транспорт и врски кај основниот буџет заклучно со август изнесува 63,25%. Дел од процентот на реализација на капиталните инвестиции опаѓа на сметката заеми, кај која, како што информираше Сугарески, клучен проблем е ставката гасификација поради запредните активности за изградба на гасоводот преку водно. За таа ставка се алоцирани 1 милијарда и 984 милиони денари,
проценти, а се реализирани 8,6%. Како што велат од Министерството за транспорт, согласно сите студии, анализи, како и оценки на експертите, трасата преку водно е најоптимална, а овој стратешки проект мора да продолжи. Потребно е откочување на работите, се привршува експроприацијата, а градежната оператива има капацитет да ги реализира планираните работи. Во изминатиот период имавме дебати, најавени се и нови од страна на Министерството за животна средина, на кои многу јасно ги соопштуваме сите аргументи зошто гасификацијата, односно гасоводот на водно, треба да продолжи. Што значат финансиските средства? Најважно од се што значи заштитата на животната средина и за сите други аргументи кои ги имаме. Зошто не треба да настане промената на трасата што е зацртана на водно, рече Сугарески на пресконференција. Градоначалникот Чилегов, кога повика на дебата, рече дека градежните работи на водно се стопирани, се до завршување на процесот на диалог. Септември е месец кога семејствата подготвуваат ајвар, малиџано, туршија и по некоја тегла сладко или компот. Секако на прво место е ајварот, нашиот најомилен специјалитет. На зелените пазари почнаа да се продаваат и првите пиперки за ајвар. Дел од граѓаните велат дека уживаат во подготовката на зимница и како и секоја, така и оваа година подготовката на ајварот е во прв план. А дел пак велат дека поради недостаток на време или пари, поретко прават зимници. За некои семејства проблем представува и живеењето во стан, затоа што поставување ќумбиња на отворено и палење оган на јавна површина е казниво дело согласно Законот за јавна чистота. Инаку моменталната цена на црвената пиперка на пазарите е од 20 до 25 денари за килограм. За производителите оваа цена е ниска, а за купувачите кои ги има во многу мал број е висока. Производителите се жалат на се помалиот број купувачи, велат дека производите што нема да ги продадат се расипуваат и ги фрлаат, и тоа во големи количини. Кажете ни по која цена се продава пиперот за ајвар оваа година? Па пиперот нема цена, пиперот се дава 18, 15 и до 20 денари. Повеќе нема. А дали има купувачи? Купуваат ли луѓето? Па нема купувачи, немат луѓето пари доволно и земат само по 2 кила. Мислите дека ќе се покачи цената во наредниот период? Па мислиме, очекуваме и сепак не веруваме на никој. Пиперу за ова година е катастрофа, од 15 до 20 динара оде. Кажете ни дали има раздвиженост, има ли купувачи овде? Купувачи 5 луѓе ќе дојдат, може 1000 ќе спијат, нема пари народу. Дали е тоа заради тоа што им е скапо да купат пипер за ајвар или можеби и воопшто не прават луѓето? Види се што е работа. На луѓето може да им е скапо, ама економијата само се кажува. Секој сака да направи, секој домаќинство сака да се направи вер. Ама џебо плиток. Од 100 килограми пиперки се добиваат во просек 40 тегли ајвар, а за нив се трошат најмалку 4 килограми зејтин. Ако се направат пресметки, само за ајвар едно семејство треба да потроши над 3000 денари. Доколку се земат во предвид и трошоците за лутеница, туршија, малиџано, сладко, едно семејство треба да одвои помалку од една просечна плата за подготовка на разни зимници. Како и да е, ајварот си е ајвар. Тој е еден од најпрепознатливите брендови со кој може да се пофали нашата земја. Не е обичен производ, туку дел од нашата традиција и култура. А странските туристи кои доаѓаат во Македонија се воодушевени од овој специјалитет. Театарот за деца и младенци почнува подготовки за првиот македонски мюзикал за деца «Земја во која не се стигнува», според текст на Оливира Николова, музика за деца компонирана од Александар Џамбазов и во режија на Виолета Џулева. Музички продуцент е Александар Митевски, кореограф е Кренаре Невзати, драматург на мюзиклот е Маја Стефановиќ, а Дамир Имери е музички аранжер. Во мюзиклот ќе учествуваат деца на возраст помеѓу 9 и 13 години, кои умеат да пеат и имаат актерски талент. За таа цел ќе се организира аудиција на 21, 22 и 23 септември во просториите на Детскиот културен центар Карпош.
Започнаа градежните работи за реконструкција на булеварот Партизански одреди во населбата Влаево-Карпош. Како што изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, ќе се реконструира на потек од мостот Обединети нации до кружниот тек со улицата Ацо Шопов во должина од околу 850 метри. Шилегов посочи за работите побрзо да се одвиваат и што е можно помалку да им се отежни движењето на граѓаните додека се врши реконструкцијата. Градежните активности се поделени на две фази и ќе ги вршат две различни компании. За реконструкцијата на булеварот Партизански одреди градот Скопје ќе издвои околу 19 милиони денари. На партизанска реконструкцијата ќе се изврши од двете страни. Една коловозна страна е широка 10 метри, ќе извршиме и денивелација на шахтите, односно нивното порамнување, како еден од поголемите проблеми кои што се јавува во нашиот град, како и реконструкција на ивичњаците таму каде што е потребна. Шилегов додаде дека реконструкцијата на булеварот Партизански одреди е една од низата кои што се реализираат во овој период во насока на обезбедување побрз, побезбеден и поефикасен сообраќај во нашиот град. Претходно започна и втората фаза од потегот за изградба на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Бутел, како и реконструкцијата на улицата Ацо Шопов. Во Карпош ни се одвива реконструкција на улицата Лондонска и ќе започнеме со Братфордска во Кисела вода, поранешња Огњан Прица, сега Антон Попов, така што ни следи еден период во кој што ќе имаме целосна реконструкција на поважните, побитните улици во градот и онаму каде што се големи оштетувањата, и тоа нема да престанеме да го правиме, нити јас ќе престанам да го правам до крајот на мојот мандат, бидејќи скопјани заслужуваат да имаат улици без дупки, скопјани заслужуваат да имаат ефикасен, брз и безбеден сообраќај. Шилегов упати апел до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на привремениот сообраќајен режим, да ја почитуваат поставената патна сигнализација и брзината на движење, да ја приспособат на условите на патот, истовремено замолувајќи ги за разбирање во потешкотиите во одвивањето на сообраќајот до завршувањето на реконструкцијата. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски оствари работна средба со заменик министерот за животна средина Јани Макрадули и раководителот на инспекторатот на град Скопје Мирослав Богдановски. На средбата се разговарало за загадувањето во Газибаба, како и за тоа дека веќе се лоцирани критичните точки кои се директни загадувачи на воздухот. Како што информираат од општина Газибаба, на средбата е договорено во следниот период да се врши засилен надзор на критичните точки, а инспекцијските служби заеднички да ги употребат сите законски можности за утврдување на причините за загадувањето и нивно санкционирање. Засилени заеднички контроли ќе имаат и комуналните редари со цел да спречат формирање на депонии, како и палење на истите. На средбата заменик министерот за животна средина Јани Макрадули го информирал градоначалникот Георгиевски дека старата и нефункционална мерна станица ќе биде заменета со нова, со цел жителите на оваа општина во секое време да имаат информација за нивото на квалитетот на воздухот. Откако Управата за јавни приходи го представи новиот модел на пријавување данок, јавноста ја вознемирија неколку прашања и нејаснотии. Имено, за разлика од досега, кога обврска за пријавување данок има единствено лицата кои оствариле дополнителен приход покрај платата и пензијата. Од сега, оваа законска обврска ќе важи за сите. Но некако досега кога со пополнета пријава се одеше во некој од шалтерите на УЈП, туку оваа обврска граѓаните ќе мора да ја направат електронски. Ваквата новина најмногу ги исплаши повозрасните граѓани кои се недоволно запознати со начинот на електронско пријавување, а покрај тоа и не се во можност да ги користат интернет услугите на мобилните оператори. Со цел да се разјаснат нејаснотиите, денеска директорката на УЈП Сања Лукаревска одговараше на новинарски прашања, меѓу кои нагласи дека намерата на УЈП е да се намалат турканиците на шалтерите и да се олесни процесот на работа. За да им се овозможи и на пензионерите да ја исполнат оваа законска обврска, ќе бидат ангажирани и мобилни канцеларии, кои, како што рече Лукаревска, ќе бидат присутни и во најоддалечените села во Македонија. Ќе имаме исто така на располагање и мобилните даночни шалтери,
кои што ги стигнат до секое најоддалечено место во нашата држава. Плюс на сето тоа, тука се и нашите даночни службеници, вработените во управата за јавни приходи, кои што ќе бидат отворени за секаква соработка, секакви прашања и одговори. Нашата интенција не е, ако некој не биде регистриран, веднаш да го казниме. Доброволно ќе направиме да дојде овде кај нашите вработени на шалтерите, или ние додиме кај него преку мобилните даночни шалтери и врз основа на тоа да не дозволиме никој да не биде изземен, а врз основа на тоа да го има предизвикот да биде регистриран во овој нов систем. Раководителката на секторот за регистрација и утврдување данок, Ивана Дончевска, рече дека лицата кои немаат пристап до интернет или од други причини не се во можност електронски да се регистрираат, ќе можат да ополномоштат друго лице и во негово присуство да отидат на шалтер и да ја примат пријавата. Значи, доколку нема интернет, постојат начини, односно предвидени се варијанти каде што лицето може да овласти друго лице во негово име и за негова сметка да ја потврди или коригира годишната даночна пријава. Ако двете лица дојдат во управата за јавни приходи, тоа нема да има никаков трошок дополнителен за лицата. Ако дојдат двете лица, значи со своја идентификација во просториите на УЈП или во контакт со службено лице од УЈП, значи самото лице може да утврди волјата на двете странки во поставката. Доколку се двајцата присутни и едниот каже дека, например, татко и син, таткото кажува дека сака синот во негово име да го користи профилот кој што ќе биде креиран на персонален данок, во тој случај целата обврска како ополномоштено лице се пренесува на синот. За тие што нема да ја испочитуваат законската обврска за регистрирање на персонален данок, ќе следуваат парични казни, но директорката на УЈП не сакаше да каже во која висина. Постои казна, да. Меѓутоа, реков ми кава е казната? Законот пишува. Да збориме за убави работи, да не зборуваме за казни, ако може. Општина Илинден во соработка со Македонски железници АД Скопје извршија санација и реконструкција на преминот на железничката пруга на влезот во населба Илинден. Од Општина Илинден информираа дека поради големата фреквентност на патничките возила и сообраќај кој се одвива по локалниот пат, кој представува и главен влез во Општина Илинден, се придонесе преминот на железничката пруга значително да се оштети и представуваше проблем во одвивањето на секојдневниот сообраќај. Со активностите покрај промената на подлогата на преминот и асфалтирање на истиот, се изврши и санација и зајакнување на шинската инфраструктура на преминот. На овој начин се придонесе за подобрување на условите и зголемување на безбедноста на учесниците во сообраќајот, информираат од Општина Илинден. Луна паркот беше срушен и се набавени само 7 реквизити. Оваа сезона немаме Луна парк и јас размислувам за целосно нов концепт на Луна парк. Тоа би било партнерство на градот со заинтересиран понудувач. Доколку не успееме да дојдеме до таа позиција, тогаш ќе го модифицираме постојниот проект на Луна паркот и за наредната сезона скопјани да може да имаат Луна парк. Преку 1 милион евра градот има потрошено на партерно уредување на постојната локација. Ако не успееме да го направиме на партнерски однос, тогаш поради почита кон парите на граѓаните, ќе мора да имплементираме нешто на постојната локација, изјави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов во интервју за МИА. Околу стопираната изградба на Луна паркот имаше доста критики и негодувања, а во еден наврат беше соопштено дека парите предвидени за Луна паркот ќе бидат пренаменети за изградба на новата улица која треба да ги поврзе аеродром Игазибаба преку Керамитница. Го прашавме градоначалникот дали изградбата на улицата ќе влијае на изградбата на Луна паркот. Шилегов рече дека со финансиската заштеда која има направено откако е тој градоначалник и со разликата за извршување на основните градежни работи, може многу повеќе да се реализира од претходно планираното, вклучувајќи го и Луна паркот. Разликите во цени кои што ги постигнуваме за извршување на основните градежни работи, кои што верувајте се фрапантни. Сето тоа ми дава за право да бидам оптимиста дека градот ќе има финансиска можност
да реализира дури и некои работи повеќе од оние и за кои што сме зборували, кои што сме ги планирале, вклучително и Луна паркот, меѓутоа полека го вадиме градот од зоната на планирање во зоната на имплементација. Како започнуваме со имплементација, така веќе и ги завршуваме постапките, така веќе можеме да зборуваме за определено стабилизирање на финансиската состојба и реализација меѓу другото и на Луна паркот. Како што посочи Шилегов, во оваа фаза приоритет било финансиски да се консолидира градот, за потоа да може да се разговара за еден помодерен и поубав план за изградба на Луна паркот. Од Балкан Енерджи Груп информираа дека кај жителите на Скопје има се поголем интерес за бесплатно приклучување кон системот за централно грејење како кај домаќинствата, така и кај правните лица. Од почетокот на акцијата во август годинава пристигнати се вкупно 270 барања за приклучок. Споредено со истиот период од минатата година, интересот за приклучување кон системот за централно грејење е зголемен за над 50%, велат од БЕК. Според нив тоа се должи на повеќе годишното подобрување на квалитетот на услугата и намалувањето на цената, која во периодот од 2013 до 2018 година вкупно се намали од 33 до 66% во зависност од категоријата на потрошувачи. Потрошувачите имаат и дополнителна поддршка преку услугата Мој сервис. Стручните екипи на Мој сервис досега направиле преку 4000 интервенции. Најчести интервенции се приклучување кон системот за централно грејење, замена на грејни тела, интервенција на вертикалната инсталација во зградите, прочистување и увид во внатрешната инсталација, нагласуваат од БЕК. Акцијата за бесплатен приклучок трае до 15 септември годинава, а од 16 до 30 септември корисниците ќе плаќаат 50% од предвидените трошоци за оваа услуга. По 1 октомври приклучувањето ќе се наплаќа во целост согласно важечкиот ценовник. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги понатаму хрониките на Прва Скопска.